220. Еве на назад во студиото, ние си отворивме теми за време на рекламите, за театар, за филм, општествени теми, што се не. Може би ќе останеме и по емисија да си го направиме муабетот, но во овој дел продолжуваме со она што не по сценарио, Миле. Ништо по сценарио ние да влечете ливче, за мене. ни наповели и ќе го подадеш садот на сузе. Едни различни прашања, значи надвор од вашите професии, едни ќе кажам секојдневни животни прашања, ќе малце да видиме и да слушнеме како размислувате на некои прашања кои што ќе кажам пак не се поврзани со вашата работа. Што прашање се падна, Миле, прочитај го на глас. Која е најтешката одлука што сте ја донеле во животот? Така, ајде. После разговорите што ги имавме за време на реклами, интересно прашање. Да. И сега во моментот нешто што навистина сум направил, некоја драстична промена или пресек, не сум направил, но сигурно велат како одминуваат годините, така и зреете. Природно бил. Па некои луѓе така, некои не. Кој како? Да. Имало ли некоја одлука и те што така ти било тешко да ја донесеш, а си морал за доброто твое или на семејството или за работата? Не знам, но во моментот си почувствувал некоја тежина. Може би немало, не знам. Навистина во моментов сега не може да ми текне, ако ми текне ќе ви кажам сигурно. Ајде, Нина, ќе одиме со ред. Со ред, па ако ти текне нешто ќе ни кажеш. Која е најголемата лага што сте ја прочитале за вас? Прочитала не знам, затоа што имам правило дека не читам коментари на социјални мрежи, не читам, не го правам тоа едноставно. Нити за себе, нити воопшто не се оптоваруваат. Да. Браво. Моите сте слушнале можеби нешто. Здраво, ментално, секојдневно здравје. Здраво здравје. Здраво здравје. Ама, растејќи нели во јавна фамилија со јавни личности, да. Си имам изнаслушано секакви работи да не ви се верува што сте не. Од мали нозе, значи не само за мене, за сите од фамилија вака. И некои такви интересни работи што се прилично и невозможни на некоја возраст за мене, така што да, поготово кога бев помлада ме пратеа доста муабети, ама тоа се муабети што луѓето ги прават без разлика што јас или било кој од нас прави, ако сакаат луѓето да зборат, ќе зборат. Така што, да. Добро, едно нешто не би одвоила, нешто е најголемото, затоа што цела сапуница може има да такви ситни некои муабетчиња, некои невистини што сум ги слушала, ама ако нека им на луѓето убаво кој им прави. Па тоа се тие две страни, нели, кај луѓето, кај децата кога растат во семејство каде што има познати личности, нели, како вашата мајка, како Кили, значи има и добри и лоши работи. Верувам и Миле ќе се согласи, значи и така е веројатно нормално. Луѓето зборуваат за луѓето кои што ги гледаат на телевизија, што ги гледаат на социјални мрежи. Некако ми е поинтересно, најверојатно. Да. Па поинтересно од кога да се зборува за некој кој што нема познат, нели, родител. За комшиката, за... Ама се зборува и за нив, тоа сакам. Не се зборува дефинитивно, да. Секако, како и да е. Само да не се на кај себе малце вака свртат, ќе за сите, нели, да. Огледалото не е на кај нив. Ама стварно ако, нели, што има врска сега, ако они така си решиле, секој со своето. И тоа го имам од мала научено, дека не смеем. Си имам кажано дека не треба да се оптоварувам со мислењата на другите луѓе, зашто е многу опасен пат. Браво. Секоја честа одлична работа завршиле вашите родители со... За тоа дефинитивно. Како сте созреале за она денеска и да го пренесете на вашето синче, така да верувам дека одличен механизам. Да. Особено во македонското општество. Да, дефинитивно. Сузана, вашето прашање? Моето прашање е што правите кога некој или нешто многу ќе ви изнервира? Раскажавме, многу некако поврзани прашањата излегува со оно што го зборувавме на... Да. Значи, не може нешто да ме изнервира, да речеме, од секојдневниот живот или работа. Може да ме изнервира нешто, ете, неправдата околу децата, околу... Тоа, болката што си ја носиме, нели? Тоа може да ме изнервира најмногу и кога ме изнервира најмногу, излегов, нели, реагирав така како што требаше да реагирам. Природна реакција. Да, тоа е тоа. Друго не може до толку да ме изнервира за да не најдам решение или да не можам да се совземам, да речам. Но и животот ве исчиличил. Да, буквално животот си го направил своето и тоа што најмногу ќе ме изнервира ќе
сите механизми ќе ги употребам за да го решам проблемот. И сега, еден период ќе бидам, нели, ќе стрплива, ќе почекам малце, па после нормално пак ќе реагирам. Тука сме, како што кажавме јас и Александра, да помогнеме колку можеме. Еве тука би сакала да се надоврзам на уште едно прашање, кој совет би им го дале на луѓето кои можеби се двоумат дали треба да загрижат дете? Кои се двоумат, кога ќе го ја решат недоумицата, тогаш нека се решат што ќе прават. Не е едноставна работа. Значи, секој дете што доаѓа во некој дом, доаѓа од неубави работи. Значи, дали ќе се случила нека траума, дали некоја трагедија. Секако тоа дете е под стрес кога ќе дојде и му треба навистина посебен пристап. И не секој може да го направи тоа, не секој може да ја види душата во очите на детето. Што навистина му е потребно во моментот, кога навистина му е потребен разговор, кога сака да самува. Значи не можеш ти во секој момент да очекуваш да разговара со тебе или да го натераш да разговара за некој проблем. Треба да го точно да процениш кога самото ќе сака да каже нешто, да го наведеш на тоа. Например, најубав начин, еве најпросто ќе кажам, се собираме сите на маса и правиме палачинки. И тогаш излегуваат сите работи, например. Колку убаво. Има многу такви моменти што може да се извлече нешто од детската душа и како да им се помогне. Да го надминат сето она што го направиле возрастните. За жал. Сите тие деца страдаат од нешто што направиле возрастните, од нивните грешки. Децата не сгрешиле. Нормално, тоа е со сите деца така. Значи, Секогаш се децата се најчистите души и само ги трпат последиците што ние возрастните знаеме безобразни да бидеме. Баш така. Тоа е реално биле некогаш деца, нели? И мора тоа забораваме. да се прекине тој генерацијски, како се вика, генерацијска травма, нели? Да, генерацијска. И така да пораката е, ако не сте спремни сето тоа да го направите, не изгрешувате. Мотивацијата која има веројатно, така од која причина би го направил побуда би го направиле тоа. Така ви, зашто сигурно е многу тешко е со свое дете што го носиш, а не па со поготово да споиш. Јас имам дома две посебни, едно мој, едно згрижено, нели? И доаѓаат типични деца што првпат гледаат посебни. И са моментот треба да се направи да се спојат тие деца. Тие кај се под травма, под стрес што дошле, нели? И се првпат гледаат деца со посебни потреби, нешто може е страшно за нив. Можда никош во обкружувањето немаме до сега. Треба да им се објасни. Треба да им се објасни, треба да ги прифатат и да бидете на целина. Колку убаво. Ко кажа ова, навистина секоја чест сузе. Навистина сум многу среќна што си наша пријателка што те познаваме. Миледа не случајно дојде од... Добро. Мислам цело време и фокусиран и на моето. Јас мислам дека ќе биде тешка одлука кога ќе се моето да го пензионираш музика. А може да одговориш слободно. Големите луѓе ги забораваат работите кои што не треба да се паметат. Така да најубаво е. Сериозно, она што ме вознемирува и го тргам на страна. Не сакам да го, можеби во моментот ќе ме погоди. За тоа не го знаеш одговорот на прашањето. Можеби, не знам, но гледам да ги заборавиме лошите. Да се лошите. дружам со такви луѓе, што кажавте и вие, не сакам да читам многу глупости по ова. Секој може да каже се. Така е. И паметно. да те измести. Рад, мирна глава. Некако. Како ќе ја заокружите оваа година покрај концертот? Ете каква година успешна? Успешна. Со еден збор успешна. Многу работа, многу турнеи, многу патување, многу музика, дружби. Каде македонците најмногу се радуваат и се веселат? Еве последно поминав прекрасно во Малме. Со моите многу драги пријатели, другари, Деки, Кирил и поздрав до нив и Слободан. Не гледаат секаде така да навистина поздрав. Значи прекрасни луѓе, дружба преубава, искрена, нема лага, нема ништо, дај се 100% и готово толку. Браво, така да биде и следната и следните понатаму. Затоа ќе окронисаме еве и оваа година да завршиме 24 декември со еден концерт. Македонска опера и балет. Да не остане на еден, нека има низа. Значи ние посекуваме да има многу, затоа што немаме време во оваа година, но 26-та сигурно ќе продолжи некој
Така. некој момент. Да ги погледнеме фотографиите, јас во Ископа договор. нешто? Во договор со Ајде. тебе, нели, со дозвола да одвојам Добро. нешто што има веќе на Добро. интернет, на портали и така натаму. Така што може да ги погледнеме фотографиите на Миле, да ги искоментираме. Најдов нешто да, семено, повеќе. нешто од настап. Еве, тука Јас каде искам што да бидам се многу малку чувствуваш се свој. сликам, многу малку се сликам, искрен да бидам, нема да најдете у мојот телефон. Затоа има други кои што те моја сликаат. фотографија и Селфиња, не? не. Нема селфиња. Добро, одиме понатаму со следната. Да, со луѓе кои што сакаат да се слика, да, тоа е Јасмина Мати сопруга. Голема поддршка. Подршка, да. Верувам. Секако. Секако во секој смисла. Не е лесно да се биде сопружник на музичар. Па, да. Да верувам, ова ниту сме на некаде глумец. На турнеја заедничка со колегите. Тука ќе се подсетиме на Андреј. На Андреј, така е. Сакав да прикажем ова фотографија искрено. Убаво си направил. Заради сите нормално, но Убаво најмногу си заради направил. него. Ова е богатство. Да. Така ги трите керки. Што убаво. Джив мал, види како била мала. Боже. Многу убаво. Прекрасно. Ете ги близначките Ана и Јана. Така е. Ова е од промоција една. На CD моја, да. Еве. По дома. Спие. Да, беше. Колку сладко. Интерес. Колку се разлика? Па овие се четврта година на факултет. Голема. А малата колку? Малечката е трето. Ова тука некој спот. Ова е спотот, Да. да. За Снимај. мислам дека презиме песната. Така е. Овде со помалку 50 килограми. Толку Миле одбрав, се надевам дека сум ги погодил во Доволно. фотографиите. за следниот пат ќе се потрудиш можеби некоја чудна дополнителна работа, фотографија. После она корона мене ме измести, не знам вас. Па како не? Сите, Али сите помоцили повеќе. поправање од 2 години 50 кила и не може да ги вратам назад. Никако. Да, многу луѓе го велат ова. Не знам што се деси, Многу стресен период беше за сите, мислам. не работев ништо, другари веќе само Уметниците посебно ги погоди. макнеа. Па види, кај нас е многу интересна ова наша работа, и нивната и нашата. Кога ќе се забрани, прво кај нас се забранува се и последни почнуваме да функционираме. Да. Секогаш. Тоа за креативци е За- исто да. и креативност. Угостителите, уметниците, Да. Не само некако... финансиска. Не сам секако. Сега мислев дека ова ќе трае и дека може би и толку завршивме со уметноста. У некоја форма друга ќе Па биде да, и и така беше така. пласирано, многу мислам Да. дека имаше страф и Да го ставиме во историјата. Да го стави. помина, така е. Помина, така пројде. е, така е. Многу е убаво сега дека не е, така Дека како не е, останува Да се тоа навраќаме живот. само како еден момент кој не сближи, многу се запознаа со семејствата, бидејќи Многу ние се се распозна. Многу се распозна. многу се распознаа. И тоа е јако. Се запозна и се распозна, Да, и тоа е Ама јако. ако и тоа е добро, И тоа е добро, Што да, се години едноставно може да сватија брзо. дека не се за еден за друг. Така. Некој супер, така да короната Да, да. нешто добро за нас, кој Така, На различни на различни начини некој Како сакаш стигна да до ја видиш. вистината. Така е, така е. Одиме со сликите на Нина. Јас најдов нешто, ти ми испрати плюс, јас успеав да направам некоја комбинација. Филмот. Па ќе видиме. Ова е од филмот? Да, ова е од филмот. Кадар од филмот кога во шкаф зборувам со нажми на телефон. Да. Се гледа дека многу по фацата моја. Да, Да. доста ќе си го гледате филмот. Ова е од некое гостување во некоја новогодишна емисија, тука сум 4-ти месец трудна или 5-ти. Ова јас со сестра ми Јоана, малата Јоанчи. Значи сликите од мала што ми ги испрати навистина преубави. Грузија. На патување сум тука. И Нерон, дуодрама во режија на Ѓорги Ризевски со Марко Трајковиќ, колега од Куманово. Алтернативна представа, една од подобрите работи што сум ги направила според мене. И представата е одлична и сакам почесто да играме, затоа што нема домна. Ја направивме во МКЦ, па ја играме на гостувања во разни држави, никако тука во Скопје негде пак да ја изиграме. Ама можеби не во Скопје, во било кој град на Македонија, ама ќе биде наскоро. XXL прекланя Ова глумците беше пеат. многу глумците интересен пеат. Например, настап. кога зборуваме за коментари, се постира видео за промо од XXL, нашиот настап, на Инстаграм. Луѓе, станува вирално. Коментарите доле.
Кој ви дал да пеет? Значи пишува, глумците пеат, Да. Луѓето не Не го читат, читат, гледаат. Чиви деца сте вие. Кој ви дал? Фалширате. Значи Наталија, колешката, тој фалш е еден од најпрекрасните фалшови симпатични на светот. И го прави затоа што тоа што е, нели, се памти по тоа. Така е. И Леле. кој ви дал, сериозни се. Да. И како после човек да земе да чита коментари кога не се разбира на од не се старт. разбира. Многу, да. Ова, ето, од мала па глумица. Баш, тоа е описот на оваа Аз стварно ја не фотографија. знаев дека ќе бидам глумица, ето, до четврта. Ова е, прв пат се возеше мама Нина на жичара водно. Ова од сега пред некој време. скора дошла, сликава, да. Данубиус, новосадска млекара и слично, како мала, ете, бев заштитно лице на сокчињата на новосадска Ти млекара. не си знаела, ама други знаеле дека ќе бидеш знаеа, звезда од мала. Сите знаеа околу мене, да, јас стварно, навистина не знаев, сакав психологија да запишам факултет. Аха. Има многу во глумата психологија, Има, така има, да си ги најдов двете. Мама Мија, мюзиклот Мама Мија, со Извонреден. Шеридан ја играв со колешките Александра и Билјана. Првата сцена, едно исто така, мала Нина па останала глумица. Да. Ова што е тука? Јас не се сеев, сигурно нешто се Дешавало нешто. Да. Смешка нешто. Имитација на нешто е сигурно. Премиерата на утре Да. наутро во Синеплекс, Кокев ме облече вака прекрасно, најубавиот Прекрасна фустан што било беше. кога сум го носела, да. А ова е од фотосесија за некој весник, само не знам кој беше, со мајка ми и со сестра ми. Колку мои фотографии ми се овие. Која генерација беше Нина ти? 87-ма. 87-ма, значи генерација сме, затоа велам така тие слики, некако таа боја на стари фотографии фотки, да, ме да. потсетуваат на убаво нешто. Уште си го правам Уште јас тоа. важеше апаратот. Значи, јас уште ден денес со мајка ми во Еквадор, кога бев последен пат, тоа беше, доста 7 години. Да, одамна беше, знам дека имавте план за време пред Глумците короната, беа па тоа се година. изјалови планот заради короната, Да, нели и се така пропадна беше? летот, картата и пропадна, се затворија Знам, граница. читав во едно интервју тогаш и паметам дека беше така. Глумците пеат на сестра ми. Па многу била вкусна торта. Да, и она реагира, да. Нерон, исто така. Од Нерон представата. Со братовчет ми од Нови Сад со Бојан на планината Голија, каде што имаме кукичка, Еквадор, плажа, сестра ми, мајка ми. Да, многу е убаво. Ете една убава Океан. ретроспектива. Направивме на вистина многу убави фотографии. Ти благодарам за тие дополнителни што ми ги испрати, затоа што многу поубави нормално. До нешто Приватни може. Дел од нив, Да. не сум никогаш, да, прв пат. Премиерно. ти благодарам. Премиерно во нашата утринска фотографиите, стварно сум кога Нина била мала. Да, ти Сега одиме благодарам со за истота. фотографиите на Суза, Да. да ги погледнеме. Ова е минатата година представа Зуница, што ја правевме во МКЦ. Те ги нашите шарени чорапчиња, инклузивна представа, беше преубава. Има ли оваа година вакви представи? Има ли, ќе се оваа заокружили година, некаде? Да, сакавме да правиме, меѓутоа не добивме средства од никаде. Буквално од никаде. Од никаде, да, од никаде буквално. Култура ги укина тие интердисциплинарните што беа повици, нели, за каде што можевме да аплицираме, што добивавме, нели? И сега Се надеваме на подобра следна година, на следна година, ајде да не ја коментираме многу. Така. Ова ни е фудбалскиот тим со Даунов синдром. Одиме на многу надпревари, значи во регионот. Минатата година бевме европски шампиони. Во Секако фудбал. Мислам дека го проследивме Да. тоа кај Да, нас, многу браво. многу спортуваме. Одлично. Одиме со, еве, следната. Ова е 22-та. Го имаме единствениот инклузивен тим што оди на светски надпревари за млади иноватори, за автохтони растенија, на чело со доктор Драган Јованов, и освоивме 35 златни медали за една година. Браво. И браво. добивме, ова е 13 ноемвриска награда од град Скопје. За какви растенија, извинете? Автохтони, локални, Македонски, тука што ги македонски. Значи тоа е. Браво. Човекот учи дека е жив, не знам. Да. Наши со наше ДНК. И многу сме горди на оваа награда. Тука сме на зимување со Никола.
негде ке Насеова, нели Шапка, Маврово, не знам каде е. Ево дека сум со поколението. Ова ми се внучињата, 3 внучиња, уште едно, пред неколку години или 3-4, имам уште едно, сега направи 1 годинка. Браво. Значи 4 внучиња имам од прво колено. Да. А од второ многу повеќе. Тука сме во Ситимол, пошто ни е најблиску, дека мислам дека сме во Нови Сад на еден надпревар. град. Да. Тука некоја Тука во работилница? дневниот центар некој меморандум подпишуваме со едно здружение од Загреб. Имавме многу убава соработка и се уште имаме. Еве сме тука, поинтимно малце, пред спиење, оставени, нели сигурно мајките, татковците отишле на шетање негде и ние на купче тука сме. Вујко, чичко, баба, внуци сме на куп. Баш убаво. И ова е едно позначајните настани, да речем, во мојот живот, иницијативата 5 до 12, која спиевме пред собрание, нели 4 месеци знам. со децата, со шаторите, за да ги оствариме правата. И од тие права многу малце се оствари. Еве тука пак, ова е представата. Глумците, нашите глумци, Да. нели? Ништо не е случајно, Да, па нема така и овој спој случајности, да. на гости Ете, не сум денес во ставила нашето слика од студио. фолклорниот тим, да го речам, екипата. Так. Ќе ви Меѓутоа посветиме има- повеќе внимание повторно, како што направивме Да. прилог за истото, ќе ве посетиме дали во дневниот Да, центар може, или да. во вашиот дом, како и да ќе посакате, и ќе посветиме повеќе внимание на инструментите, на музиката, на тоа што тие го Така, прават. да, би било Но, убаво. како што споминавте, 5 до 12, што би се посакале во еве 5 до 12 пред исчекор на од старата во новата година? На себе, на сите што вас знаат, познаваат и на сите што не гледаат. Така, прво, многу здравје, да сме сите на број, што е најважно, нели? И свесноста. Секој за себе прво да ја поткрене во себе свеста, за само постоењето. Зошто сум јас сега овде? Зошто постојам? Мисијата, нашата мисија, секој да се сврти малку кон себе. И политичарите, нели, нормално. И тие се луѓето Најболното, да. најболното нешто во нашава држава е политичарите, што ние не би требало уопште да знаеме Кои ни се кои ни се политичари, а ни се главна фаца во животот, нели, на сите. Тоа со години веќе Малце назад е повеќе така. да се свртат кон народот, зашто на вистина, Они Ова е- повеќе вон себе, да, така? мислам дека ова е последна надежда, да кажам нешто последно што се случува во државата и да се има некоја вербална трошка што остана, веќе е потрошена. Сега со овие избори, со оваа постава, потрошена е, нека не ја згаснат. Да, убава порака, дај Боже да биде така, да се усетестат веќе навистина да се променат некои работи, затоа што од избори на избори само се ветува како ништо Да, не да, се да. исполнува. Нина, која е една порака или желба за себе, за Македонија? За Македонија. За сите луѓе на светот. Јас сум светски, како се вика тоа, светски патник, светски човек. И политичарите се луѓе и ние. Да, и тоа е точно дека ние сме системот и државата и тоа е се еден вака поврзан механизам, затоа јас сепак би се вратила на тоа, на личната одговорност. Може би посакала секој да свати дека има многу повеќе моќ над својот живот од што мисли дека има. И барем дека е креатор во овој универзум и дека може поубаво да ни биде. На секој од нас индивидуално, а потоа и на Колективно. И тоа би посакала, ете, на пример, во 2026 да се случи на секој по едно мало назначено епифан, тоа откровение. Да. Секој за себе нешто да направи, дел по дел. Или да му ќе се дојде од промени. универзумот или кој во Ако што се посака, верува. ако треба да посака. Да. И убави Миле, работи, да. Па, се надобрзал исто, како и нив. Здравието обично ние паушално го викаме тоа, да сме живи и здрави, ама навистина е многу битно. Ако си здрав, може се да направиш. И планина да поместиш ако решиш. Така. А да сме здрави и живи, да се сакаме малку повеќе себе си, да се почитуваме, да се почитуваме себе си, дали е, не знам, актер, глумец, пејач,
Сите професии. Сите професии малку да научиме да се сакаме себе си, да го ставиме на прво место, а после она другото е неминовно ако сам се почитуваш, ќе ги почитуваш и другите. Малку да навистина ни треба свест и совест да се вратиме на себе малку, Така. да поработиме на себе. И да слушаме македонска музика. Не само музика, Да не е само- македонски производ. Така. Да. Јас одамна, еве, сега снимен филм, можеби не сум многу упатен, но одамна нема видео македонски филм. Има. Има од Има. време на време, има. Многу се малку. Има, но Малку треба сме. да има повеќе. Ама се има, малку. има и во последно време има и добри филми. Мислам, се оди напред, има нешто Можеби модерно не во сум се него. информиран, извини, ама Да, ама тоа е со еден веројатно. филм 2 годишно мислам дека не сме направиле ништо. Нели? Па, малку е, треба малку повеќе е, серии. малку е. Немаме серии. Точно, треба да има повеќе, се Да, во согласувам. некое време Треба Вие да сте има. се креативни, но најубавите години глумец да седи само да чека представа. Сега Повеќето глумци така, Сега е повеќе. да работат, сега се би спремни, сите сакаме зрели, да работиме. зрели за работа. Да, така е. Нина, каде може да те гледаме кога станува збор за театарот? Во македонски народен Да. театар може. Извини, и така ќе го зачуваме идентитетот, нели? Така е. Говорот македонски. Така е. Децата Кажа ќе жената гледат, што само србизми користи. ќе гледа, не, ако и тоа е сладко, Не, и ама тоа на е сцена жаргон. зборувам како Не, што треба ако, да ама зборувам. има и представа со жаргонска, нели? Има, Старо зависи од Скопје, режијата. Старо Скопје, нели, Широко. нормално е. Природно е да... од Јас вашите во песната имам природно. астал. Да, па и од Астал. себе. Така. Зборот астал. Астал, Е, да, да. колку ги има такви. Имаме, тоа е финтичка мала која што е препознатлива за Дебар Мало, пример. Така. Дојдовме до крајот. Зарем. Зарем, да. Можевме уште Е, многу. само сакам да кажам, имаме секак. детска представа во Маната, супер. таа е Супер, тоа нова. сакав да прашам. Кога е? Да, Најново. ќе биде на репертоар, се става мислам неколку пати во месецот. Добро. Представата се вика Жива досада и ја направена досада. интерно. Ние ја смисливме нашиот текстот, режија е на Билјана Колешката што беше на фотографијата преска. Браво. Браво. Играат Изабела Јакимовска од Театар за тебе, Гоце Антоновски невработен колега, јас и Јако. Невработен колега. Јана Велјановска, Јако. која што моментално сега само што се вработи. Значи, сега го се да. Честитки за неа, го да помнам сакуваме што игра колегата. син во филмот е многу добар и чисто да го спомнам ете така. Баш е детска представа? Детска представа со тоа што е направена и родители да ја гледаат. Од таму Ќе тргнавме. дојдеме во театарот, ма Значи да пратиме да гледаме кога ќе биде на програма. Manata.com.mk Готово. можете да И ќе провериме за се. провериме. Ви благодариме многу. Ви посакувам многу здравје пред се, успех, Благодарам. љубов, разбирање и да се гледаме за убави работи. И на крај завршуваме овој дел.